И добро вечер, драги гледачи, добре дојавте во студиото на Инфомакс, добре дојавте во 14-тата епизода на Тешки муабети. Ова е четврточно издание, вечерва со мене, како и секој четврток оваа сезона, е Горан Костовски Чиз, советник на левица во општина Аеродром, одличен познавач на состојбите во Македонија и светот и можам да кажам пред се голем борец против новиот светски поредок. Најголем во Македонија. Мечка малку подоцна ќе ни се придружи во студиото. Она со кое што сакав да ја започнеме денешната емисија е тоа што е најактуелно, тоа што ќе се случува утре, а тоа е отварањето на уште еден бугарски фашистички клуб во Македонија, Цар Борис III. Чист коментар околу ова. Мене во суштината на проблемот не гледам да отвориш бугарски клуб, руски клуб, американски клуб, како сакаш отвори во Македонија. Проблем се имињата. Исто како што беше и со Ванчо Михајлов, утре името можам да кажеме уште и поспорно. Точно така, не знам, бугарите толку ли немаат некои дејци од културата, од литературата или од било што, од некој сликарство, од било како уметност, академици или академија што може да го наречат клубот по некои си нивни великани доенци, доајени, па мора да стават имиња на докажани фашисти како Цар Борис и Ванчо Михајлов. Види, интересен е моментот околу, не интересен, него е трагичен, околу Цар Борис. Цар Борис не бил фашист, туку бил нацист. Затоа што да, неговата комуникација, неговата соработка директно со Хитлер и воедно Бугарија е една од државите во Европа која што ги носи оние расистички, оние расни закони кои што ги има во нацистичка Германија. Кои се пресликани од нацистичка Германија во бугарската држава, царството тогашно. Значи, не знам државата што прави, зашто ги дозволува овие имиња, како да отвори, пошто е Охрид, ќе речеме паралела како балканскиот или македонскиот Ерусалим, како да отвори германската држава некој културен клуб во Ерусалим, во Израел, во израелскиот дел на Ерусалим и да го нарече Адолф Хитлер. Да. Како би реагирали израелците? Паралелата би била иста. Да. Така да, ова моментално оваа власт е комплетно, како да кажам, кастрирана од нема никакви. Добро, еве, јас ќе ти го покажам логичното прашање, сите апелираме за тоа, дали ние воопшто имаме такво законодавство кое што би можело да спречи користење на вакви имиња, нели? Говоревме и тоа беше чисто тема во македонските медиуми, оној допис кој што го имаше Маричич, кај што забранува Македонија. Забранува да се користи терминот Македонија, а нама тој момент беше сега е веќе на суд, на управен суд, че се води постапка и прашањето е дали во Македонија воопшто такво нешто може да се забрани. Па очигледно може, сигурно, очигледно не се сака да се забрани, колку да се што се вика поради бугарското вето, сега ние како треба да ќутиме додека не тепаат на сите можни начини, духовно и телесно да не кажеме. И сега власта ќути за сите овие провокации од бугарска страна, а провокациите доаѓаат секојдневно и од бугарската држава и од бугарската некоја академска фела во Бугарија, таму по разни емисии гледаме, а и од нивните полтрони тука што ги плаќаат за да глумат бугари, демек се будат едно утро и се разбуди бугарин. Добро, сигурно сам многу пари во джеп. Како ќе продолжиме понатака со вакви понижувања? Мислам, како ќе продолжат односите помеѓу двата народи? Веќе тоа не можам да не го забележам е дека пред подпишувањето на договорот за добрососедство, односите помеѓу двете држави, можам да кажем помеѓу двата народа бе многу покоректно, на некое покоректно ниво. Беше поминато доволно време од тие зверства кои што навистина ги правеле, да можеби и нови генерации подзаборавија, ама сега со овие обиди за бугаризација на македонскиот народ, апсолутно се рефрешира меморијата на народот, новите генерации, мислам дека дополнителен мотив ќе добијат да научат што се случувало за време на Втората светска војна и ќе се создаде дополнителна омраза.
Па јас не ја разбирам политиката на Бугарија, бидејќи они не сметаат нас као братски народи, дури едно сме биле. Ја мислам дека ако така да вистина они сметаат, треба да се однесуваат кон нас како браќа, како пријатели, како комши први и да не поддржуваат во некои процеси што ги има во државата, меѓутоа они одбраа страната да провоцираат и да прават, а со тие провокации само не оддалечуваат нас како македонски народ и од бугарскиот народ, само не оддалечуваат и ја зголемуваат омразата меѓу двата народи, наместо да биде обратно, ако се искрени во тоа што го кажуваат, да биде обратно, да се приближуваме кон нив. Добро, да бугарската политика не е комплетно не е разбрана и јас мислам дека е само за домашна употреба таму и за некои великобугарски долги планови што ги имаат они, за да како би ги спровеле, што нема да се спроведат тие. И јас мислам дека нивната политика за остварување на тој сон на големо бугарски е осуден на пропаст и сами мислам дека дури си го минираат проектот, бидејќи србите за разлика од нив со една идеја за српски свет и со помош кон соседните држави и со целата државна политика, па можам да кажем и на полето на културата која што водат србите, многу подобро се прифаќа во државите од регионот отколку оваа големо бугарска политика. Па точно така, србите колку и да беа изолирани со сила, со санкции, со све, некако нивната култура пак провејува низ останатите, да речеме, држави, нивната политика пак е и со вакцини, и со газ, и со нафта помагаат кај можат, колку можат, а бугарите се некако изолирани на Балканов, со сите се скарани и со романците се карат за Добруджа, таму како се вика, со турците имаат огромно турско малцинство, не дозволуваат никако да влезе турската таа партија која освојува секои избори по 20-30%, не дозволуваат да влезе на власт. Па сега нема ни да можат да направат влада поради тоа што не дозволуваат таа бугарска партија. И што е најинтересно, не избори, кои се 5 избори по. Не ја нарекуваат турска партија, него си уште една партија како сите во Бугарија, само што целото раководство и сите членови на партијата се турци од Бугарија. Они со устав мислам дека имаат забрането малцинства, не само што да се декларираат малцинства, туку и да формираат свој политички субјекти. Да, меѓутоа таму турците се голем број и Турција како држава е силна таму со влијание, така да изгледа прогледуваат низ прсти нив, за разлика од нас кои не можеме да отвориме ни една невладина организација или културно друштво во Пиринска Македонија. Да го поздравам само Зоран Велковски, го знаеш, сигурно член на Левица, порачува смрт на фашизмот, слобода на народот. Така е. Поздрав Зоран, така е, смрт на фашизмот, слобода на народот, за народот. Што ќе прави утре Левица? Ќе правите ли бели? Па не знам сега дали ќе има бели, ако има провокации, може да има бели. Не се прави самиот протест за да има бели, меѓутоа сега не се е може некакви провокации да има, па некои кошкања. Меѓутоа ќе видиме утре во 11:30 или 12 часот е протестот. Во 12 часот мислам дека отварањето на клубот, да, предпоставувам ќе се соберете малку порано. Ќе се собираат таму, сега лош ден е петок, луѓе на работа се надевам ќе има доста повеќе луѓе да покажеме дека не се согласуваме. Можат луѓето на пауза барем да искочат, тоа е време кога се прави пауза од работа. Охриѓани најверојатно ќе искочат најголем број, се надеваме дека ќе го поддржат овој протест. За нас не ни смета културниот клуб што го отвараат бугарски, меѓутоа ни смета името, кое што е очигледна провокација. Добро, тоа е или трета поред. Тоа е буквално сквернавење на нашите дедовци, нашите баби, нашите буквално сквернавење на темелот на државата, на антифашистичката борба, на победата над фашизмот. Тоа не е само сквернавање кон нас, него е исмевање со комплетниот свет, што се вика, со комплетната цивилизација. Па добро, комплетниот светот, ако говориме веќе за светот, мора да се потсетиме дека во Обединените нации на предлог на Русија беше предложена една антифашистичка декларација да се забрани глорификацијата на фашизмот и на нацизмот, но таа не помина на гласање во пленарно. Помина како не помина? Не помина. Помина. Со мнозинство помина, 120 и неколку земји гласа за, 40-50 беа као
Зашто мислам дека ние бевме воздржани на тоа? Ние бевме воздржани заедно со цела Европска унија и да речеме Западот, а гласаа против само Америка и Украина од сите земји. Америка и Украина гласаа против, некои 40-50 земји беа воздржани, другите 120 гласаа за и помина резолуцијата. Тоа беше пред 3-4 години. После и уште еднашка се гласаше некоја слична нези, таа мислам дека помина со исто Америка и Украина беа против, а европскиве држави што се западниот свет беа као воздржани. Директорот на ЦУК ПРСК Стојан Ангелов, генерал Стојан Ангелов имаше интересен статус, вели фашизам и ренесанса и повторно промовираше онаа своја теза дека и овој бугарски клуб како и тој што беше во Битола Ванчо Михајлов се отвара за да биде запален, за да биде уништен, за да се испровоцира македонскиот народ, за да не прикажат утре пред цела Европа дека ние сме, не знам си, барбари. Очигледно е желбата за провоцирање и за добивање некаква реакција со која потоа они ќе плачат таму во Брисел, како случајот со бугарскиот со клубот во Битола Ванчо Михајлов, кој што беше запален, нека нешто многу оштетен. Беше запален, нели, Ламбе го фатија, сега не знам, може Ѓоко Танески ќе го запали, ќе видиме, или некој друг познато хриѓанец. Ѓоко Танески. Друг познато хриѓанец, ти текнува? Не сме да не го закачаме човекот. Поздрав Бетмен ако не гледаш, верувам дека утре ќе се видиме у Охрид на протестот. Добро, што би направила левица по однос на овие провокации кои што ги прави бугарската држава? Знаеш, не знаеш, не си паметен како да одговориш. Па се од опозиција многу не можеш да реагираш освен јавно и пуштаме кривична пријава има пуштено кривична пријава до основното обвинителство во Охрид. Мислам дека еврејската заедница поднесе. И еврејската заедница исто колку што поднесе, кажам за левица и има исто пријава за Ванчо Михајлов. Меѓутоа тие пријави се некои 30 до сега пуштени од кога сме да речеме парламентарна партија, сите стојат во фиока и ниедна не е процесирана. Имаше мислам дека сега и на некој портал една вест таква дека 20 и неколку кривични пријави во рок од 4 години што има поднесено левица, ниту една не е процесирана, ни милиметар не е тргнато да се проверува, да го проверува обвинителството, да ја проверува кривичната пријава, дали е основана или не. Добро, чиз, малку предлагам, можеме уствари овој дел да го поврземе и со Македонија. Вчера спомена и ти пред емисијава да правиме, вчера беше донесена одлука на ОПЕК+, тоа се земјите од Блискиот исток кои што се најголеми произведувачи на нафта, плюс уште неколку држави широм светот. Плюс Русија, ОПЕК+, плюс Русија. Донесе одлука да го намалат производството на нафта и нафтени производи за 2 милиони барели дневно. Америка беше излезе утрината пред да биде донесена одлуката со коментар дека тоа би било катастрофа за нејзината економија, но и за светската, и при тоа кажа дека на тоа гледа како непријателски акт. Да. Што ќе значи тоа за Македонија, за македонската економија, што ќе значи пак за светската економија, и имајќи во предвид една слика да направиме, бидејќи во глобализираниот свет се е поврзано. Да. Тоа ќе значи дека ќе се зголеми цената на нафтата, повторно ќе отиде над 100-110 долари, бидејќи Америка нели го моле, Бајден го молеше принцот у Саудитска Арабија Бин Салман да зголеми производство за 1 милион барели, он го зголеми производство за 1 милион барели, нафтата падна нели на 70-80 долари. Меѓутоа сега ќе го намалат за 2 милиони барели, од кои 1 милион барел ќе биде само од Русија намалено, другите ќе се поделат меѓу сите ОПЕК членки. И се очекувам повторно да рипне нафтата над 100 долари. И тоа ќе значи дека ќе плаќаме повторно 110-120 денари бензин и дизел. Има ли ситуација, има ли опција во која што цената на горивата во Македонија ќе стигне и по 200 денари за литар, бидејќи се повеќе се говори и беа донесени некои нови санкции од страна на Европската унија кон Русија, се говори за ограничување на цените на
на нафтата, нешто за кое што Русија кажа дека е црвената линија и дека ако се воведе таква санкција воопшто нема ни да продава енергенси тука на европскиот пазар. Па Русија е голем играч за нафта, некаде скоро ист како Судиска Арабија. Прва е Америка во производство на нафта, меѓутоа грото го користи за домашна употреба. Да, Од неизвестно. таа нафта Русија на пример е еден од поголемите, трет најголем извозник на нафта во светот, после Судиска Арабија. И по производство се тука некаде по 1-2 милиона барела дневно е разликата меѓу и Америка и Русија и Судиска Арабија. Пред санкциите, пред војната, Русија беше прва со неколку милиони барели над Америка и Судиска Арабија, сега е трета, мислам. Гледав баш еден графикон преска. Сега е трета, малце го има намалено производството поради нормално санкциите, Западов помалку им купува нафта. Ама и Русија намерно видов на неколку наоѓалишта ги затворија. Уште пред тоа се случи пред недела-две, неколку големи наоѓалишта на нафта од кај што Па тоа е изгледа планот за намалување за 1-2 милиона барел. Веќе ги изгасна. Да, меѓутоа Русија сега го шири извозот во Кина и Индија се повеќе, а Кина и Индија преработена нафта и бензин им продаваат на Европската унија, така да повторно руска нафта користат они. Санкциите немаш ти сега како да кажеме, јас треба да купам млеко од немам од каде да купам млеко, има од еден човек млеко и тој ми го продава за 30 денари, му викам не, ја ќе ти го купам, плаќам 20 денари, он има друг муштерија на кој ќе му го продаде 30 денари, така да таа санкција за ограничување на цената, максималната цена на нафта, мислам дека повторно ќе се удри од глава на Европската унија, бидејќи Русија комплетно ќе прекине извозот на нафта во Европската унија и ќе се концентрира комплетно на Кина, Индија и азиските пазари. Добро, ама еве конкретно говориме за Македонија. Можно ли е сценарио во кој што горивата ќе стигнат по 200 денари за литар, затоа што и да се случува ова, не разговараме ние во моментов дека ќе снема горива и нафта во Македонија, него говориме дека за да се донесе од Кина, на пример, руска нафта е многу поскапо, е многу поскапо отколку да ја купиш таа нафта тука од Европа. Па ќе се зголема цените сигурно, со само тоа 2 милиона што ги намалуваат од барел од наредниот месец ќе се зголеми цената за некои 2-30 долари за барел. Ќе дојде повторно на тоа ниво, најскапото што беше 110-120 денари ние што го плаќаме, меѓутоа доколку се инсистира на тоа да се одреди максимална цена на руската нафта и Русија прекине да продава својата нафта на Европа, да речеме, бидејќи Европа конкретно носи таа санкција, ќе дојдеме и до ситуација на недостиг на нафта и цената тогаш може и до 300 денари да дојде, не само до 200. Така. Левица денеска, односно Државната изборна комисија потврди, уредно е поднесена, собрани се подписите иницијативата за референдум, сега се чека на собранието. Утре мислам дека ќе се носи во собрание, па понеделник ќе видиме што ќе биде или утре ако не ја одбијат. Кои се вашите очекувања? Ќе помине ли оваа иницијатива? Како ќе помине после процесот на собирање на 150.000 потписи? Дали добивате поддршка од опозицијската ВМРО-ДПМН? Па ќе видиме сега, ако е одопрат комплетно иницијатива да помине во собрание без да блокираат Джафери или преку комисија да се блокира или да не ја изгласаат воопшто на пленарна седница, бидејќи мора па со 61 глас да се изгласа на пленарна седница. Доколку помине све тоа, ќе се собираат потписи во рок од 90 дена и очекуваме поддршка од сите опозицијски партии. И ќе видиме тогаш, меѓутоа моје лично мислење е дека они ќе најдат пак начин да блокираат, меѓутоа ајде да видиме да не прејудицираме пред време. Така, пред да почнеме со емисијава, имаше една доста незрела изјава на Володимир Зеленски. Тој побара од НАТО да нападне Русија и тоа да биде предупредувачки напад, превентивен нуклеарен напад кон Руската Федерација, за да не се чека, како пред 24 февруари што се чекаше руска инвазија, да не се чека и да не се дозволи Русија да нападне со нуклеарно оружје на украинска територија, а во меѓувреме се поголеми се шпекулациите
дека можеби некаде на украинска територија е распоредена така наречена прљава бомба, бомба која што содржи осиромашен ураниум, значи тоа е пак нуклеарна направа, но не е она со карактеристична воена само да се направи штета со радијација, да. штета да има. Не е толку разорна. Пред да одговори Чиз, да ги поздравам и јас гледачите, да се извинам што доцнам и не сум во тек со темите до кај сте до сега. Па говоревме на почетокот на самиот почеток мечка говоревме за бугарскиот фашистички клуб Цар Борис III во Охрид и сега говоревме малку за одлуката на ОПЕК. За утре се најавува протест, масовен протест во Охрид. Го читав и Апасиев кој што најави антифашистички бунт. Нели нормално нема да биде тоа утре кревање на партизанска револуција, ама ќе биде израз на незадоволство. Од другата страна пак ги имаме Министерството на надворешни работи и Бујар Османи кој што со официјално соопштение повика граѓаните да не протестираат утре и да внимаваат кога ќе се отвара тој клуб, практично застана на страна на ова на фашизмот, да, и на ова многу одвратна провокација, ќе кажа. Ова е провокација кон македонскиот народ. Трета работа која што денеска, да речам, служеше во контекст на правење на будали на македонскиот народ и на навредување на интелигенцијата на македонскиот народ, беше тоа што Сонја Мираковска во Совет на Европа наводно го бранеше македонскиот јазик. Не дека жената тоа што го кажа не е точно или не држи, но се обидува да се направи една релативизација на тоа што е нашата борба и што е нашето негодување во врска со францускиот предлог и бугарските барања. Мираковска во нејзиниот говор рече дека никој не може да убеди нези или нејзиниот народ, македонскиот, дека е македонски народ, дека говори македонски јазик или дека има македонска култура и историја. Проблемот во барањата на бугарите не е дали тие признаваат дека ние дали имаме или немаме македонски јазик, дали сме македонци или не. Проблемот е што тие сакаат да наметнат дека ние постоиме како македонци со македонски јазик од 44-та. Така е. И сега не се гаѓа вистинската причина за нашето незадоволство, туку се релативизира со популизам од типот на овој кој што го видовме на Сонја Мираковска, дека ја ќе видите. Такви изјави имаше и Бранко Црвенковски своевремено во сред Бугарија. Не, во сред Бугарија кај што велеше истиот речник на Сонја Мираковска и тогаш Бранко Црвенковски велеше бугарските пасоши нашите ги зимаат за да може да возат камиони, да просперираат и да заработат некој леп, не затоа што ве сака. Исто да го кажа денеска Сонја Мираковска кој што вели луѓето земале пасоши да купеле џип. Па после нешто друго? Има ли поголема навреда од тоа ти да кажеш дека тие луѓе кои што земале бугарски пасоши ги земале за да купат џип? Не, Сонја Мираковска, тие луѓе земале бугарски пасош пошто сте неспособни 30 години да направите држава во која што еден млад човек ќе сака да остане да живее. Фала многу. Имено, и не само млад човек, туку и стар човек, и човек во години. И председател Пендаровски мислам дека во една изјава каже дека ако не бил председател ќе се заменил државата. Нели? Значи, поентата на целава ситуација, на целиот хаос, бучкуруш овде кај држава е тоа што токму во што кажа Милош, 30 години ние не можеме да направиме држава во која што никој нема да сака да земе бугарски пасош за да врти бургери у Макдоналдс у Германија. Ама тоа се релативизира и се заменува со популистички изјави од типот на оваа како што гледавме денеска Мираковска. И извини че само да се докажам, и ја имаме четвртиот аспект на целата оваа какафонија во која што ние не слушнавме ниту еден став на ВМРО ДПМН за отварањето на клубот Цар Борис во Охрид. Протестот, но сепак ВМРО ДПМН не организира никаков протест
и Мицкоски исто како и Бујар Османи повика на смиреност и да немало тензии. Утре, да не случајно ги налјутиме бугарите. Например, јас повикувам на здржаност на руската армија, ве молиме, немојте, значи ве подржуваме, ама немојте да влагате у Киев. Мислам, тоа е каква е таа опозиција која што не нуди отпор на ништо? Па, конструктивно. Инаку тоа е, ние го кажавме терминот, тоа е Министерство за опозиција и мислам дека погоре подоле од тоа не треба да мрдаме од таа наша позиција. Инаку има во овој момент ми пушти колешката Александра, вели во овие околности. Ајде го продискутираме, чист го прекинаме да не му избега многу мислам. Да, како че. Па не, ова мораме да го памтам. продискутираме, пошто Милошовски излегува на телевизија и вели, потенцирам во овие околности сме против внесување на бугарите во уставот. Значи во овие околности. Повторно се оди на таа теза која што имаше Мицкоски дека ако внесот на бугарите во уставот е последното бугарско барање, тогаш тој нема ништо против бугарите да влезат во уставот. Сега не знаеме, треба Милошевски да се објасниш какви се тие околности во кои он би ги внесол бугарите во уставот. Еве, сметаме дека ова барање не е случајно и не е последно барање. Тоа ќе биде само почеток на едни сизифовски маки и лавиринти. Значи, они не се загрижени со внесот на бугарите во уставот. Они се загрижени за преговорите. За процесот, да, и преговорите со Европската унија. И мислам дека Добро, тоа јасно и си го кажа. они го кажуваат ВМРО ДПМН како политичка партија, тоа го кажуваат 30 години, дека нивна стратешка определба е членство на Македонија во ЕУ и НАТО. Стратешка определба значи определба која што не може да се смени. Да подсетиме дека Христијан Мицкоски кажа дека ако еден пратеник гласа за ставање на бугарите во уставот, тогаш тој ќе си даде оставка. И затоа ќе одржиме за збор, апсолутно, да. Очигледно сакам за Сонја Мираковски да прокоментирам. Очигледно е дека со самите аргументи што ги кажуваат они, поготово власта кога им се протиставуваат, да речеме, на бугарите како овој случај Сонја Мираковска, со самите аргументи се гледа дека они више договориле или прифатиле дека ние сме измислена нација од 45-та, дека немаме историја претходно, дека целата наша историја, 90% од историјата е бугарска, или ја правеле бугари, со бугарски происход луѓе, и се гледа дека она сега сака да некоја цивилизацијска нота да даде на тоа, демек ние сме македонци, зборувам македонски, вака така, ама не кажува дека сме автохтон народ со своја култура, со своја песни, игри, ора, литература, туку кажува дека ние денес се осеќаме македонци и не може она денес да ни го одземало Бугарија. А претходно сме биле бугари, па сега тоа е тоа. Мислам, тоа конкретно се гледа апла дека се они прифатиле тоа, дека сме од 45-та, да. Целокупниот пиар, аргументи не идат назад, идат сега. Целокупниот пиар што го тераат по ова прашање е таков, демек ние еве во Европа не го признаа јазикот, како беше Еулекс, од сега ќе потпишуваме договор на македонски јазик. Тоа е смешно да имаме јазик кој што е признано од Обединетите нации од 70 и некоја година. Значи, влезе некако кој што е влезен како кодифициран. Ние како држава, како дел од Југославија и како народ сме основачи на Обединети нации. Ние сега да се докажуваме со бугарите, за кои што како и за германците и за сите фашистички и нацистички колаборатори после Втората светска војна се расправало дали да им се дозволи да имаат право како народи понатаму на суверенитет и на државност, поради огромното зло кое што го нанеле на народите кои што живеат на европскиот континент. Да не забораваме дека Струмица е земена како репарација за зверствата бугарски и окупацијата бугарска во Втора светска војна. Да. Цело Струмичко поле. Ама види, тоа не се аргументите на Сонја Мираковска. Тито да речеме или Југославија како држава да барала цела Пиринска Македонија, можела и цела Пиринска да им ја земе. Може би да биле малку поинаку односите помеѓу Советскиот сојуз и тогашна Југославија, односно раководството Тито, може би бил и тој дел малку поразличен од историјата, но суштината и трагедијата е што ние не се бориме и нашите политичари не се борат таму со аргументи и со факти,
Не се Него борат со историски аргументи и факти, Да. туку се борат со денешно и некое идно што треба да го добиеме, не знам што. Тоа што го рече Мечка, тоа е гол популизам, Да. тоа е гол пиар. Јас разговарав со професорката Наташа Кутлар, за мене го даде еден од најдобриот, тоа го пишував ми во текст, тоа го даде еден од најдобрите аргументи за Македонија и за нашава борба која што имаме денеска со Бугарија. Тоа е Париската мировна конференција, за да се дозволи на бугарите да го вратат своето право на суверенитет кој што го губат поради учеството во Прва светска збори. во Втора светска војна. Втора, аха. Да. На нацистичка Германија им се наложува со мировен договор да ги почитуваат правата на малцинствата кои што живеат на бугарска територија, да забранат појава на нови фашистички нацистички партии таму. Па ВМРО БНД што е ако не е нацистичка партија? Ние вадевме скриншоти, тоа може секој да го провери. Отворете на Google, проверете страницата на ВМРО БНД. Таму има за буквално еве сега цитирам, за циганското прашање имаат категорија на вести. Да. Значи на соопштенија кои што се однесуваат на наводни криминали Само кои за што ромите, го прави што ги ромското прават. малцинство Да. во Кој е огромно во Бугарија. во Бугарија. Имаат цела категорија за муслиманите, кај што ги коментираат и нудат финални решенија, да бидам малку ироничен, за кои што како да се решат од ромите и од муслиманите кои што живеат, турците поготово. турците мислам, да. Мислам, тоа е ние седиме тука во емисија во 21 век, во 2022 година, расправаме дали треба утре да се случи тоа или не треба да се случи тоа. Дел од опозицијата тактизира, нашата држава не прави ништо, не само што не прави ништо, имаше информација дека се заканувала полицијата на членови на левица да не учествуваат утре на протестот. Точно е на локални што се таму, и од советничка една и локални што се модератори, као главни во Охридскиот огранок. Им се увала што ќе правите, како ќе правите, ги викала, сакала да ги вика на распит, не знам што, да видат да не има нешто, да не се спрема некоја, не знам, Герила. револуција ги. Меѓутоа ќе биде само Пукне обичен првата протест. пушка во... им кажале, Да. дали се спрема. Им се увале, некој притисок им правеле у тој стил. Како за 2 август што правеа били. Сигурно ќе има многу полиција, така да. Не, мислам, Како ја оценуваш числа? Од твоја перспектива, сега може вака неблагодарно прашање, ама како го оценуваш ставот на ВМРО ДПМН дека тие поддржуваат, ама нема да организираат протест? го кажавме со Стојковски на тоа, Правмиско го поддржува протестот, да. Го кажавме тоа, ама не организира протест. Па не, за мене ВМРО ми делуваат како конкретно за протести као попарен петел кој бега од дожд. Најверојатно ради 27 што се случи тоа и сега ништо не ќат да се поврзуваат со никакво насилие и мене ми е така го гледам тоа. Дека бегаат од одговорност како најголема опозицијска партија да организираат помасовни протести па и да бидат и тие со нереди и со све, некако све гледаат да нема ништо, да нема бели, да нема никој да не фрли. Дори левица која повика на фрлање јајца, ово оно, одма им кажува на нивното членство да се тргаат, да не учествуваат во тие, да речеме. Која што завзема значително, ако не и многу значително место во опозицијата, и дека како политичка партија мобилизирате огромна маса на луѓе, која што можам вака по некоја слободна проценка да кажам, за брзо време би можела да ја надмини големината на ВМРО ДПМН. И не знам, веројатно си имате вие ваши, како се вика, советници за пиар и за комуникација, но нели сметате дека треба да почнете да се проектирате себе си во јавноста како можеби не како најголема политичка опозицијска партија, но како најголемо опозицијско движење. Бидејќи не гледам друг кој што повикува на улица, не гледам друг кој што повикува на протести, не гледам друг кој што повикува на било каква форма на друг активизам, освен левица. И големината на една опозиција, на едно движење, организација, како сакаш кажи, политичка партија или не е во тоа дали може на телефонна дугме од администрација да собере 20.000, 50.000 луѓе,
туку големината според мене се гледа во иницијативноста, во идеите, во непокорот, во тоа според мене е големината на една организација. Зашо комитите не биле 500.000 луѓе? Биле 5.000, ама нели, уште ги збориме. Па левица го скрши мразот, така да речеме, со првиот протест за Ламбе, конкретно во Битола, што сами го организиравме, кој што изненади многу луѓе дојдоа, убав народ имаше, и млади све. И така ни даде малце кураж, да речеме, да организираме протести, пошто претходно викаме ќе викнеме да не ни дојдат луѓе, па ќе се посрамотиме. Имаше некој страв таков, меѓутоа се надмина тој страв сега. Гледаме дека веќе покажува поголема иницијативност партијата за вакви организации на протести, конкретно за овој Охрид утре, и со учеството на протестите јули и август за францускиот предлог. И сега левица не била на власт 15 години како што биле ВМРО, ДПМН и СДС, да вработела 50.000 луѓе и тие да и бидат на дугме за да ги повика кога и да сака да покаже масовност. Меѓутоа ние со нашата енергија, со нашата иницијативност пробуваме што повеќе луѓе да извадиме, а народот ни е многу во апатија, да речеме. Чисто и Вордингов, кој што и ти го користиш се во емисија, велиш најголемата опозицијска партија. Мислам дека се подценувате самите себе. Можеби и скромноста звучи добро. Можеби и скромноста е добра во некоја да, ама во политика скромност е како да кажам, мана е, да. Скромност. Сега добро, јас кажувам мое лично мислење. Меѓутоа како поминува време се повеќе и повеќе левица расте, сега нега по анкети околу 100.000 гласови. СДСМ паѓа, ВМРО ДПМН тапка уместо, може и со мал пате во вкупниот рейтинг. Меѓутоа пак ќе повторам, немаме ние таква како да кажеме машинерија до толкава голема како што можат ВМРО ДПМН или СДСМ да повикаат и 20.000 луѓе да им бидат секогаш на располагање за да покажат голема масовност. Меѓутоа одиме понатака со нашиот ентузијазам, со нашиот вординг што речете, со нашата иницијативност, енергија, да повикаме што повеќе не членови, него неутрален народ, независни луѓе кои гласале секако не се да. Битно е да некој да ги повика луѓето. Да повикаме и да, не е битно ќе дојдеме и ние. И битно е да се покаже дека македонскиот народ е против глорификација на нацизмот. Значи ние македонскиот народ имаше сопствена држава, да бидам попрецизен, имаше сопствена можност да официализира својата заложба против глорификација на нацизмот и фашизмот во Обединети нации. И ние гласавме воздржан. По налог на Америка. Апсолутно. На колективниот запад, така наречениот колективен запад. Ние имавме 3 пати таа резолуција беше поднесувана од 3 различни земји во Обединети нации и Македонија гласаше воздржан. Таа резолуција помина со огромно мнозинство. Да. И колку чисто вака заради фактологија, тогаш на власт беше ВМРО ДПМН. Кога се гласа тие резолуции? 14-та, 15-та и 16-та. Не, СДСМ беше Трамп, кога беше на власт. Трета година една резолуција се гласаше. Тоа беше на иницијатива. И од едната и од другата страна. 3 беа изгласани во време на ВМРО ДПМН. Воздржано збор. И сега во исто време двете партии кои што декларативно нели се пројави про НАТО молат за руски газ. И за иронијата да биде уште поголем. А тоа се гледа колку сме ние суверена држава која не можеме ние една резолуција против фашизмот да гласаме по сопствено убедување, туку мора да прашаме во Вашингтон и Брисел дали ќе ни дозволат и како да гласаме да ги прашаме. И тоа е проблемот на многу помали земји во што се во западната сфера на движење, они немаат никаков суверенитет, комплетно изгубен суверенитетот. Буркина Фасо, не знам, афрички земји имаат поголем суверенитет од пола европски земји. А и Никарагва протера 2-3 амбасадора европски амбасадор што се мешал. Да, за мешање во внатрешните работи и меѓу другото дозволи пред некој месец стационирање на руски војници на своја територија. Да, контингент некој. Да.
Па таа од Груевски требаше да протера цел амбасадорски корак, ако гледаме така колку се меша они во кога пред да падне. Требаше, ама на Иаве на и тие Бейли, работи, и Герет и сите. на тие работи немаме назад, така да мислам дека не знам колку Тоа има е, потреба нема- воопшто да ги коментираме. Мечка пред да дојдеш почнавме да говориме за изјавата на Зеленски кој што повика на превентивен напад, Нуклеарен напад. нуклеарен врз напад Русија. на НАТО врз Русија и тоа за да не се повторила истата ситуација од 24 октомври, нели кога се дозволи руската агресија врз Украина, сега за да немало руски нуклеарен напад на украинска територија, НАТО прво да нападне. Русија никогаш нема да фрли бомба нуклеарка на украинска територија, мое мислење. вика два пати. И да и се деси тоа таква некоја, ја мислам повеќе би ја фрлил у Германија или у Англија, би фрлил Путин нуклеарка отколку во Украина. Сепак повторно русите ги сметаат за како своји браќа украинците, се тоа што се во војна се е друга работа. Во моментов беа во војна и у Чеченија, па сега чеченците се најголеми руси, поголеми руси од самите руси од Путин. Така да работите Да, се го караше менуваат, за 10 Кадиров. години може украинците да бидат поголеми руси од русите. Ќе видиме што како ќе излезе оваа војна, меѓутоа Зеленски очигледно дека дечкото е скроз отиден со паметот, се збори дека и користи некои недозволиви супстанции, он и пред бизнисмен од Македонија кој што има неколку лични средби со Зеленски. Живее моментално во Македонија тој човек кој што вели да дечкото не функционира без линија дведневно. Едноставно не може да збори без линија или дведневно. И сега ние очекуваме од таков човек да дава логични изјави. си беше глумец, некој уметник, требаше да си продолжи таму, да не се меша во политика, меѓутоа ете, тоа се случи, победи на изборите, го наместија и е буквално как она папет, како се вика, марионета на западот, поготоа на Америка и на Велика Британија. Ги напаѓа Германија со изјави, ги напаѓа французите со изјави, не ни давате доволно оружје, Израел ги напаѓа, Турција напаѓа, а еден тон бајрактари нели летаат во украинската армија. Така да се гледа дека ништо не му е доволно. Многу пари фрлаат американците во украинската држава како од бунар без дно. Ги бара пари, а пред да се случи војната исто повика дека Украина ќе направи свое нуклеарно оружје некаде на Минхенскиот самит. Да. Тоа беше 2 недели пред Русија да влезе во Украина, така да со некои негови постапки самиот ја испровоцира руската инвазија. Денеска има мавната некоја линија повеќе во однос на оваа изјава, имајќи ја во предвид, имајќи во предвид она изјава да, денеска да цел пешачки премин. Со тоа што Сабајле кажа дека нема да дозволи извоз на струја од Украина, ефтина струја за Европа. Па тоа е со гасоводот што се случи. Сега Русија нема да може да уценува Европа, ќе може Украина да уценува, пошто она има доста производство големо на струја и им треба таа струја на Западна Европа. Нели пред месец дена изјави дека зимово они ќе ја снабдувале, Украина ќе ја снабдувала Европа со струја. А од наредната година ќе правеле централи на сега нешто ѓубриво, ќе на бара вештачко. валјда за Добро, има 3-4 нуклеарни централи и има некои шпекулации дека русите таму во Запорожје нашле збогатен ураниум кој што требало да се користи за правење на нуклеарни бомби, некои помали нуклеарни, тактички нуклеарни со тие .U. Така да ќе видиме што таму се истражува сега. Такви шпекулации имам такви информации имам од руски некои канали на Телеграм поготово. И тоа е удомен на шпекулација, ќе видиме Добре што објасни кај се руските канали, пошто одма Османи утре ден ќе ме забране како политичка партија, и го вие. Имаш исто загрижувачка изјава и таа е нервозна дама е. Вели Западот иницира нуклеарна војна. Марионетата и неизбалансираниот човек, мрднат човек, Зеленски, кој што е полн со оружје од Западот, се претвори во чудовиште кое што може да ја уништи целата планета. Он више неколку месеци повикува НАТО да влезе во војна со Русија. Знаеме, ако влезе НАТО во војна со Русија, тоа неминовно ќе следи
нуклеарен холокауст. Не знам како би не би следел, пошто овие ќе уништат нешто, овие ќе им вратат поише, ќе им уништат овие. Уште поише и неминовно ќе следи да мора да се користи прво тактичко нуклеарно, а после и стратешки нуклеарни ракети и оружје. Русија е во голема предност во нуклеарното наоружување во однос на НАТО, во стратешкото нуклеарно наоружување во однос на НАТО. Русија може 90% ракети што би ги пратила Америка да ги симне, Америка нема да може ни 10% да ги уништи. Така да, меѓутоа никој не посакува една нуклеарка да падне, една нуклеарка од вишок што паднала. Така да, Зеленски, ја мислам дека е зрел да се смени, да си најдат некој друг папет американци и барем да биде поконтролиран со изјавите. Сега го јачаат дека е многу јак. Во време на Русија мобилизира 670.000 луѓе војска, кое што, а според руските аналитичари се работи за тактика на развлекување на фронтот, на развлекување на силите на Украина, за да се направи Да излезат од големите центри, градски центри, од урбаните центри. Да, и дека се очекува некаква голема контраофанзива на руската армија. Дополнително, мене ме загрижува тоа што Зеленски не потпиша указ со кој што не го признава референдумот за отцепување на Донбас и припојување кон Русија и вели дека тоа е украинска земја и тие ќе ја ослободат во најбрз можен рок. Путин пак пред 2 недели објасни дека ако една пета руска земја биде нападната, а веќе Донбас е руска земја затоа што Путин потпиша декрет со кој што го припојува Донбас кон руската територија, тоа значи дека е руска територија. И сега тука владам една ситуација во која што треба да си купуваме таблети со јод. Па не верувам дека Путин ќе искористи нуклеарно оружје таму. Ама никој не веруваше дека ќе почне. Ова што збореше вчера Јакимовски. Употребата на тактичко нуклеарно оружје таму не е прашање на генералштаб. Тоа му е прашање на полковник. И доколку не се даде од Путин, од најгоре, од Советот за безбедност. На дискреција зборам ја капетан на терен, ако смета дека треба да го употреби за тактичкото нуклеарно оружје. Да, меѓутоа Американците го немаат сигурно. Да, се тактичко нуклеарно може и со преку артилерија, овие што пукаат нон-стоп да се стави некој ураниум таму, глава со ураниум па да пукне. Не е тоа некој. Такво беше употребено на Косово. Тако се употребуваше во Афганистан. Добро, не е тоа тактичко нуклеарно, тоа е спаѓа ураниум. Да, ама спаѓа под тактичко нуклеарно оружје. Да. Спаѓа под детали тактичко, се тоа. Да, ама тактичко нуклеарно оружје е нуклеарно полнење со помала разорна моќ, со ограничена разорна моќ. И секоја граната, оние што се нели, не знам, хаубици нешто ги рокаат 122 милиметарски, има глави со нуклеарно полнење. Да, за такво мислам, на такво мислев. Не се дека ќе летнат они сатана од терен. Ќе видиме, но се може да се случи, меѓутоа јас пак ќе повторам лично не верувам, бидејќи таму живеат многу во тој дел кај што е фронтот живеат многу руси, така да не верувам дека ќе сака Путин да ги оштети, поготово цивилното население, и ако употреби нешто такво ќе биде негде сигурно надвор од урбан центар или нешто. Зеленски, украинската армија сега се развлекува по линијата на фронтот, се во дубина влага, се гледаме дека русите ќе се борат 3-4 дена за некое место, ќе уништат десетина тенкови, 100-200 луѓе и ќе се повлечат, значи они немаат некои големи губитци, не стојат како македонските тенкови. Имаше и снимка. Не, неколку. 72-ка. А може и тенк да е уништен, јас знам дека објавивме сигурно за БТР. Т-72 македонска денеска една уништена, нели ние дававме на украинците да се спашаваат со нашите тенкови. Колку им дававме? Не знам колку. Се 80 да не беа, колку беа? Сите бе, 22-3, не знам точно. Два пати носеме подвод. Еднаш 10, Еднаш 12. Каде го био Циција на
Види, Така да таму има толку многу уништена техника, толку многу видеа секојдневни што излагаат со тенкови тие оклопни возила, што не знам ја таму 10 армии, мислам има меѓу топ 10 уништена само техника. Да. Цела западна Европа, цела техника советска е во Украина, малта негрото уништена и ќе биде до крај сигурно 100% уништена. како ги коментирате ставот на Пендаровски, а тоа после го потврди и премиерот Ковачевски, со поддршката која што дае Македонија за влез на Украина во НАТО? Јас го прашав директно. Па не знам, Ковачевски. Украина ако влезе во НАТО, ние де факто сме во војна со Русија. Па да, тоа му го посочи Фијана на мобилизација Ковачевски. треба да правиме. Ама неговото објаснување беше дека Македонија ја поддржувала политиката на отворени врати на НАТО, бидејќи благодарение на таа политика ние сме станале пак членка на НАТО и Украина веќе ги исполнувала сите услови за да биде членка на НАТО. Тие таму не размишлјаат ни 2 секунди таму, што ќе им кажат тоа прават. Ја мислам дека и веќе не им ни кажуваат, него знаат однапред. Знаат однапред. Ќе го видат Зеленски, вака треба и ние. Пуштајте нуклеарките таму. Кога ќе ме види, знае дека треба да седне. Не треба да му речам. Значи, сам да одговорам на прашање, Весна Силјановска вели зошто не викнете војна аналитичар за вакви муабети. Сме викнале пензионирани генерали, полковници, мајори, капетани, све сме пробале да викнеме, никој не ќе да збори. Ќе има во петок интересно изненадување, ќе имаме аналитичар воен. Наредниот, верувам дека ќе биде наредниот, можеби и утре. Ќе биде, не стигнавме да се видиме денес, ама ќе има добар гостин. Ќе бидат изненаде. Македонија ќе извезува крена браната за извоз на пченица. Пошто ние одвишок имаме. Има ли левица економска програма како утре ако добие власт ќе ја стабилизира економија? Првенствено треба овие што се на власт кои да прекинат со крадење. Таму пола буџет. Имаме една ситуација која што сме немале до сега. Само вие не сте на власт. Мада и вие сте. Имате таму делчиња или некои институции, ама сите се на власт. ВМРО е на власт во сите општини, СДСМ е централна власт со преседател, ДУИ е на власт, Алијанса е на власт, БЕС е на власт, Алтернатива е на власт. Кој е опозиција освен левица? Остана уште широка коалиција се да направи, што гледам Павле Трајнов заговара веќе. Ама нема, тоа е декласирана идеја. Нема потреба кога сите гласаат у собрание, кога треба Види, да се ако нема сега тука, ако мрзнеме зимова, ако почнат протести, нема друг излез. И сега ти викаш Зборам спонтани протести. Како редакција викаме дека треба да има масовни протести и дека треба да има масовно апсење на криминалци. На криминалци што се на власт. Кого треба да апсиме? Еден тон има, од 91 до денес ако земеме 3000 души треба да лежат по 20 години, минимум. Други уште 10.000 до сега, 5-6 а актуелни едно 5-6. Посебни, да. А актуелни се, мислам како идеме ние место напред да одиме да се намалува таа корупција, ние гледаме се зголемува само. Економска политика треба да се не може да се дава струјата на приватни да ти ја препродаваат и да взимаат маржи. Тоа што се произведе, колку кошта да се произведе, толку кошта. Толку ќе се плаќа. Не може да зима синчево на овој на оној детето и да препродаваат струја, да добиваат лиценци со еден компјутер, лаптоп и една канцеларија дома у детска соба, да продава он милионски трансфери да прави за струја. И да продава на фени, или да продава не знам што, и да продава по берзански цени, кои се ненормално високи според таа европска либерализација, што е најголема глупост. Купекс. Ти се знае, тие се државни фирми, толку прави струја, кому треба нешто да инвестира, да купи нови машини, толку еве ти ги овие, колку е цената, толку е цената. Толку ќе добиеш. Не може он да прави профити. Рове ќе национализирате или нешто, ќе тепате некого, ќе апсете. Па овие што се објекти. Тоа народов го интересира. Објекти. Ја мислам, знаеш како? Хидроцентрали и такви работи, тоа све треба да се национализира, не може да се дава под Хидроцентралите ги концесии, национализира? да. А мини хидроцентралите ги хидроцентралите? Мини хидроцентрали ги национализира. Растората коалиција. Макар и неофицијално.
Почна да стаи у изборна програма, ако победи неговата партија, формира влада неговата партија, да направи едно реално шоу во кој што ќе влезат само политичари. Под казна ќе бидат у реално шоу како задруга. Уидри за камери, што прави? Не, задруга ќе им направиме све нека имаат и ќе ги гледаме први да си ги извадат говната на површина, Да си све, покажат, да знаеме, за да можеме после да ги судиме како што треба. Добра идеја. Пошто сами Плячкаат мичо, сика ги излезе со ништа. Волите се. значи ќе ги национализирате ќе да се брани. Све што треба да биде или под државна или под А локална биткоини ќе самоуправа. дозволите ли да копаат по институции? По институции не. Зашто бе? Како по институции да Мора да се развива крипто бизнис. Кој никој сака бојру може да се купа, меѓутоа не може да се купа, да си копа на трошок на дуќанџи од ГТЦ или на трошок на министерство или у подрум на влада и владата плаќа милионски сметки за струја. Ама ќе ми се наљутат дел од другарите, може и више бивши другари да бидат. Како може да дозволиме да копаат на пример криптовалути на субвенционирана струја, бидејќи струјата која што ја плаќаме ние како домаќинства е субвенционирана. Нека се пуштат на индустријска. Зашто тоа не се регулира? Може многу лесно да се Зашто види домаќинство може да троши толку максимум струја, не може да троши он мегават час да троши една куќа и се знае како или гигават, таа се знае дека ако троши толку или сади, не знам, прави онакви недозволени работи. Кажи бе марихуана. Или копа биткоини. Така е. Ја имам другар што копа биткоини и знам дека он си направи соларни и моларни за да му се намали сметката за струја, зашто скупа му беше. И мечка Доаѓаат по 2000 евра. Дојда ботовите од левица. Вика национализација на све. Раднас искве. Мора да има приватна собственост, лична, приватна, фирми, приватни, меѓутоа такви што се јавни работи, што се од јавно добро, не смеа да бидат во приватни раце. Како што се Елем, Есама, Евана, одма ќе се... Евана одма? Да. Не може Евана. Австриците на апарати. Австриците назад во Австрија. А Телеком? Телеком све. А Кожувчанка? Водата како може да биде приватна? Ќе видиме, ќе видиме за концесија што има, тоа кој ќе му истече, ќе си Ако извади тоа. Митко Јанчев од Крвас членска, ќе му национализирате водата? Ќе му ја национализирам. Срамежливо кажа. Продаваме по субвенционирана цена само. Не мора да се субвенционира, да се... Па тоа возме. 50% од фирмата ќе му биде на државата и ќе си плаќа као што... О, нек си брка, нема си, ние да му работиме. Сано, како дојдовме до ситуација во која што водените ресурси политичари не ги злоупотребува? Не само водените, сите ресурси, све. Све што може да се украде, све да се украде. Добро. Само Зеленски е бетер од нашиве. Зеленски е заев на квадрат. Време и кај нас политичари почнаа зелени мајчки да носат да го глумат Зеленски, како беше не. Мајчката. Тоа кампања за силување. Ако некој глумец клоун со зелена мајчка направи нуклеарен холокауст, да туриме пепел на цивилизацијава. Па добро, ако ќе видиш какви будали почнале војни у светов, така малце на добар пат сме, да се повтори се. Па Хитлер, например. Па апсолутно. Со две раце потпишувам. Користел наркотици, не бил женет, никогаш не создал фамилија, вегетаријанец бил, Сликар. сакал анима мунди, сакал кучиња многу. И вака дискриминираш сега. Се добро, имам свој став, за разлика од некој. Па не свој став, ама како така се ти дискриминираш луѓе што се вегетаријанци. Дискриминираш луѓе што се љубители на домашни животни. Например, јас чувам куче, јас сакам, ти како тоа медни? Како тоа викаш дека е будала затоа сакал кучиње? Имаш ти Шо што имаш? надвор си го чуваш. Има луѓе кои што се спијат со кучиња. А добро, ти психо се викаш.
Ба можам нешто и ја вајде да дискриминирам. Не сакам, бе. А Дуче бил будала? Будал. Зашто? Па Италија ја поробиле после неговото владење. Шо добро направи? А? Немој се да И носеле црни кошули. И што сега ще да кажеш? За Дуче? Дуче. Кој е друг будала? Дуче, бе. Хирошито. Хирошито исто. Мислам да не го навредиш гостот да го дискредитираш. Не. Реално, идиоти што се на моќни позиции никогаш во историјата немало, Ма мислам. види, денеска се, јас тоа го зборев и минатата емисија, денеска се паднати завесите. Не, паднати се завесите. Зашто? Пошто гледаме дека тие луѓе кои што ние сме мислели дека ги водат државите и процесите, не ги водат. Никој не може мене да ме убеди Фасада се само. дека Бајден одлучува нешто у Америка. Која жена му го тера, Лево десно го води Да. како куќа. Нека ти ја промаше. си зима друга. Нешто не може да му се љути. Прајмовец од духови, брат, си прајмовец Да. и са Справа, ради. Што е работа? Па не му вратил. Не му одговара, бе. Така да, можеби е Не знам, добро. поготово у западниот свет, мислам дека целокупно Ама IQ Путин да е собереш. најдобар. Путин си ја тера работата се. За кого е најдобар, добар? ќе видиме колку е најдобар, кој ќе го Кој ќе рокне. кој ќе го суди историјата, ќе видиме. Меѓутоа нема такви идиоти кои што имало на западот, како денес никогаш немало, мислам дека на власт. Фон дер Лајен, овој Шолц у Германија, Бербок тие Хабек, Макрон, Лиз Трас и овој Бозо кловнот, како беше, Борис Џонсон, Да. Зеленски, Полски ви испадна исто за бега, пољациве, не знам, сите се полудеа. Столтенберг е добар. Столтенберг, не знам. Украина побара влез у НАТО, одма и кажа, не може. Така да, тоа е. Шалили сме се. Шалили сме се. Треба уште да гинете за НАТО. Кој одјава? Кој одјава? Ќе одјавуваме, зашто? Па таман ни, Ти 10 минути сме. па таман ни тргна, бе. Тере. Чиски одјави следнашка емисија. Да јас да одјавам? Да, бе. Следната емисија што? Следната емисија, ако не однесат у бугарски затвор, ќе гледате емисија пак. Но она што е сигурно е дека утре екипа на Инфомакс ќе биде во Охрид на отварањето на културниот клуб Цар Борис. Ги покануваме министерот Бојар Осмање да дојде да им рече на луѓето таму да не се бунтуваат, туку да покажат толерантност кон заложбите на еден наш соседски народ, да биде пријателски со нас. Ќе го снимиме ние, ќе имаме камерата. Ние од друга страна повикуваме што повеќе толерантни луѓе да се приклучат на тој толерантен протест и толерантно да го искажат својот гнев на ваквата провокација и на ваквата поддршка на ваквата поддршка или на ваквата глорификација на нацизмот во Македонија. Во меѓувреме не купувајте таблети со јод, заради тоа што јод не штити од нуклеарна бомба, ниту од зрачење од нуклеарна бомба, туку евентуално може да заштити од рентген и од такво зрачење. Нема никој друг ефект. Она што е највака итно е да штедиме сите пари, да штедиме ресурси, затоа што веќе сме во економска криза и нема изгледи дека наскоро ќе излеземе. Читајте Инфомакс, гледајте Нутре со Палчо, добивајте ги секогаш информациите први, секогаш без цензура. Добра ноќ и се гледаме утре.